Со прикажување на единствениот филм заштитен од УНЕСКО во придружба на оркестар, Македонија в четврток ќе го одбележи светскиот ден за заштита на аудиовизуелното наследство. Метрополис ќе не врати во времето кога музиката од немите филмови била изведувана во живо. Само после една година од премиерната изведба на новореставрираната, целосно пронајдената филмска копија од Метрополис во филмскиот архив во Буенос Ајрес, по реставрацијата, прикажувањето во Берлин и во Франкфурт, значи само по една година ние го имаме Метрополис овде. Филхармонијата во проектот влегува по претходното искуство со Слушајте филм. Проектот за нив е особено голем предизвик, бидејќи 80-тината музичари од оркестарот, 145 минути колку што трае филмот, ќе треба да свират синхронизирано со истиот. Сите знаеме дека немите филмови некако се базираат на музиката, бидејќи действието на платното е секогаш придружено и мора да биде многу добро синхронизирано со она што се свири од страна на помал ансамбл, солист, а во овој случај на многу голем оркестар. Диригентската палка ќе биде во рацете на човекот кој на оваа партитура работел повеќе од 15 пати, а од Гете институтот, третиот соработник на проектот, откриваат и зошто токму Метрополис. Морам да кажам дека јас ја диригирав и старата верзија од музиката, нели, за старата верзија од филмот и морам да кажам дека таа беше потешка. Сега во овој случај некако поприродно се усогласува самата музика со филмот, значи целиот тек е некако поприроден. Секако Метрополис има извршено многу големо влијание воопшто во уметноста, врз многу уметници, фотографии, делови имаат искористени преземено Ридли Скот, Мадона во спотови или пак Крафтверк, дури има и манга стрипови врз кои што Метрополис има извршено влијание. Со оглед на тоа дека 80% од аудиовизуелното наследство се неповратно изгубени, целта на светскиот ден не е само негова заштита, туку истото да се направи достапно за јавноста. Во светот 27 октомври се одбележува со кинопроекции, како и со промоција на нови законски решенија во однос на депонирањето. Македонија годинава освен проектот Метрополис, од 27 октомври до 1 ноември ќе понуди проекции на други неми филмови. Од оние на Мелие, преку француската авангарда, неми филмови од југоисточна Европа, па се до филмовите на браќата Манаки и Арсени Јовков, кои ќе не навратат кон зародишот на филмската магија.